не давам јас никому тоа да го одземе и не давам јас никому да те однесе. Јас и ти сме едно, о земјо моја, твоето небо е најубава боја. Ти си ми светлина, што ме огрева. Јас и ти сме едно, о земјо моја, твоето небо е најубава боја. Сега сите тука сме за Македонија. Денес е многу убав момент, бидејќи имаме и народно, имаме и забавно, имаме се, значи вечерта е посветена на македонска музика. Дали сметаш дека еве другите останатите градови во Македонија доволно посветуваат внимание, како еве Битолчани и битолска публика на македонска музика? Јас можам да им честитам на битолчани и на сите кои што се во организацијата на сето ова, бидејќи разбрав дека ова трае 16 дена. 16 дена. Да. 16 дена македонски изведувачи. Точно. Што значи тоа? Точно, да. Тоа значи дека ние имаме огромен потенцијал кој што не сакаме и не знаеме да го искористиме. Еве знаеме, покажавме дека знаеме, гледаш? Чест на исклучоците. Точно. А битола Ама спаѓа многу јако си поминавме, вистина преубаво. Јас сум веќе 10-ти ден се вклучувам на лајв, Да. се дружиме, еве поздрав до Зуица, велат. Сузана Спасовска ми вели, еј, ја бе те гледав со Бојана, ми вели, ама ти штракнат си малце. Ова лайф? Лајв е, да. Вау! Вау, чекај да те звучиме први малку. Леле, ау кај ќе те звучам сега на овие срмик. Па тоа е. Како си дотерана, бре, браво. Па морам за битола како ќе Битола ме... нормално дека ќе се дотераш. Ќе речете вие скопјанките си упатики доаѓате? Не бре, супер сте. Не знам, оти тоа ми се чини мит стана, онака дека битолчани скопјани нешто се неќат, ама јас со скопјани се живеам многу добро. Види да ти кажам една работа се. Јас сум инаку, како му доаѓа тоа, осмина битолчанка. Вистина? Да, пошто дедо ми е инаку битолчанец, беше битолчанец, почината. И се викаше Ѓорги. И инаку син ми си го крстив по него, Ѓорги. Одлично. Да, битолската жичка ми е јака у мене. Битолската жичка и Бојана Танасовски, значи моментално ќе ми заминеше за Скопје од Комбеја. Иди му вело на лајв. Ама ја мислев се зизаше некој со мене, викаат во југото на подкаст, викам каков подкаст, какво југо, го видов југото, викам онака го стаиле така да си стои само. А одбина и Бојана вели леле да мраз да не дојде со југо, шо е ова? Ама немам видено југо едно Добри години неколку. па не неколку, едно деценија можеби, инаку му ти кажав, мојата прва кола беше Југо 65-ка. Југо е 65-ка. Имаше спойлер. О, Имаше јако. менјач, брат, значи да развиеш бицепс. А, не, ова е лесен. Ај пробај веќе при сум Чекај. кумплук, пробај со Стисна. еден прст пробај. А со еден, ова е Не. ова е некоја нова технологија, Не. ова го имаш ставано накнадно. Не, фабричко е, ама е 2006-та произведено, затоа вака. А, лудница не. Браво! Моето Југо беше 2002. Епа добро, да. Ново беше моето, ама беше за јачање. Што вели нема поголема лага од тоа, тие од Скопје што ќе кажат дека не ја сакаат битола, лажат. Не види, јас не сум рекла дека ја обожавам битола. Значи, инаку битолчани се специфични по една работа дека тие имаат многу истечен вкус. Како за мода, така за музика. Музика за се и се што сите тоа го велат, Така значи да, што нема биде играње во битола кога ќе дојдеш, изборам за себе како пејач, значи нема играчки тука сега Да. дека ти нешто ќе импровизираш. Сите еве пејачи вака со кои што сум правил интервју велат кај битола или те сакат или те неќат, нема на средина, значи Си имаат, ти реков јас некој Да. посебен њух битолчани. чудни сме малце како народ. Топ сте, супер сте. Леле, колку ти е убаво и топло е. И топло, ма назад греалка кладов. Ја па викам, нешто направиле ново тука дува, леле, па ти си цар. Уа! Ама како? Леле, браво. Браво, Види браво, си браво. Алички едно Значи, друго. браво на оригиналноста, значи Кажи. феноменално, атракција си. И овде имаме за нас прашање дали двајцата имате јадено шиш кебап и што мислите за тоа? Поздрав. Јас немам јадено шиш кебап. Шкебап имам, Да. да. Јас имам јадено семими. Од Ширден Прилепски, од секакви знутрици, од Знам, ти и крокодил имаш јадено. такви животињи што обично не се јадат. Јазик, кравски, телешки, Кумба. како да се рече, Доволно. мозоче, јагнешко, Кумбате очи и така Кумба, натаму. брат! Ќе повратам живи се. Охо! Зошто бе ми? Уу, Јас чекај. кажам специјалитети, полжави,
ме уле, ме суле. О, здраво! Не. Жаби мечки. Неќам да слушам повеќе на такви работи. Добро, извинете, Мими јади само пилешко. Да, те молам да се поздрави само од прее пишите тево. Кој? Дај ми речи му на кумбата сам да се поздрави. Се поздравувам сам и да сум здрав и жив и многу се сакам самиот. Леле шубав сум. Не, шубав сум. Ако се напијам уште нешто, не знам што. Ова чајчето божикно што го пиеш, многу убаво. Јас види едно дете ми донесе кафе. Ми били многу те сакам и те Иначе, гледам Мими, сабскрајб тие маноти кафе ти Вака купи. сега, ние знаеме дека ти си тука цела вечер и ќе работиш, Аха. ама назад имаме, те покануваме на софра, зад Знам дека имате, ама не коќарката. можам да дојдам. Имаме винце, едно друго јадење и сето тоа. Гледам. Неќеме да останеш гладен и така натаму. Така да, Не можам, се надевам сум на дека- лајв, не можам, така да тоа е па тоа. може да дојдеш со телефон. Врзан сум се од компјутер. Како ќе Со се југо паркирај се зад куќа. Не можам како ќе одиме. Е па дечки, тоа е, Мими ќе остани гладен само за вас. Уште ова само да го кажеме, дали има нешто кумбата јадено досега, а дали нешто има што не си имал јадено досега, сакал да пробаш. Да, сакам да пробам желка, пошто татко ми кажа имал јадено и била добра. Немам пробано до сега. И сакам да пробам се она што јадат, не знам, во Кина, Тајланд, такви скакулци, не знам, некои бубашваби и можам така да натаму, слушам. пржени. Сакам да пробам, пошто чим ги јадат и не се гадат, сигурно е нешто вкусно. Значи, никој не, мислам дека не постои човек на светот што нешто јаде и онака со сила да му се повреќаме да го јади. Неќам да знам. Така да, чим тие ги јадат тие работи, сигурно се вкусни и се специјалитети и би сакал да ги пробам. Што со музичари, знаеш, кои ќе си во муавет, најчесто вие често патувате, знаеш, за свирки лево десно. точно. И се случуваат многу ситуации. Да издвоиш така некоја ситуација интересна што ти оставила впечаток, вака кај што си патувал, кај што си одел на настап, некој нешто да направил, сигурно Па многу еве ќе некоја- кажам, еве лани на турнеја бевме баш му кажував сега на Сузана Спасовска и на Зуица му се дупнала гума по пат кога Кажа сега доаѓале. да беше Зуица во југото. Ама мене ми се дупна заедно со Сузана Гавазова и сопругот нејзин Јасмин. Патувавме во Сиднеј низ Рокдейл таму, Да. во да речам. И тие банкините се многу оштри и возев едно BMW со многу нископрофилни гуми. Гуми, да. Мавање точно во една банкина и наместо да речем Толку ја беше пукна, губа. толку беше, да. Велат дека најдобар си бил на естрадата. Дали се чувствуваш така? Не реков, тоа нека оценат. Ти реков, фала. Уште еднаш како беше? Вулнет? Како? Вулнет беше? Да. Поздрав до Вулнет, фала ти за кафето, брате. Добре, ајде, повели. Најдобар. Се стремам да бидам добар, Да. а најдобар тоа ќе оцени публиката. Еве така коментират, така да, не знам што да речам. Ќе сака публиката. Па добро, мене ми е мило Да, кога кога што гледаш ја не заобиколи околу југото, кога влезе. не можеме да излеземе, да. Не можеме, да, малце е Ама така. ова е мислам дека најпопуларното југо Дефинитивно. во светот, не во Македонија, во светот. Можно е да не е популарното, Да, дефинитивно. да. Си имаш возено ти во југо, имаш возено на кош југо? Имам. Како не? какво Сум југо? возел, ама не вакво, 45-ка. Да, од постарите модели, Да, значи. да. Ова е малку Ама ова поновно. многу вреди, мислам. Така? Па сега му се крена цената. Да. Јас мислам дека големи цифри. Добро вечер. Сакаш да се собереш Кој мажот ти? мажот ми тука е? Але пак ме бара жена ми. Ајде. Рече му не е тука. Да го приберам дома. Рече му не е тука. Рече му не е тука. Мажот ти вели не бил Да си тука. криеш. Ајде, излегвај дома да си дојдеш и куќата отворена е, значи он не ајде. Слегвај. Гледате, затоа не се жените. Тоа е затоа јас не сум женет. Добро, ви идам. Не се гледам. За Не 5 знам, минути ќе идам. видиме за 5 покасно, малце покасно иди сигналот. Да? Да. Чекај ќе видиме овде на OBS. Поздрав. Ајде, слегвај дома, прибери се. Ајде да ми висите на кумбето е сам. Со Ајде, сула и сам мајќине кумбе. добригности ти дојде. Вау, браво. Одлично промети. Neka mu je slikne nova. Neka mu je slikne, posle ga stavime. Sa sobom zastavom
vola i to lagana. A sad kad pokažem, mlada moja koleška Adriana Janecka, je napravo zgolem. Ајде, да се видиме в година. Ќе се видиме в година Ајде. за 20 на минути. Ајде, Година ајде. за 20 на минути. Ајде. Година за 20 на минути. Ајде. Ева и мене да ме пикнеш, ти ме вапнавте со колото, брахчето ми го скинавте. Кога? Сега. Како те вапнав? Ко сум паркиран? Ами јас не те акнав Борче. Исузето во југото. Шо стори викање мори чупе? Ме оглуви. Михајла! Јас сум една личност која што е многу одговорна и дисциплинирана. Затоа и функционираш толку време. Да, и не сакам во последно време во последен момент да стигнувам некаде, туку навреме сум тука. Јас во Битола бев веќе во 16 часа. Супер. И веќе бев сместена и Одморена, почнав полека најадена, се- напиена, секој што треба. Не, јас не Не јадам јадиш? пред настап, јас се уште не сум јадена, еве 2 дена. Јас не сум. Да, Колку време не јадиш пред настап? па најмалку 24 часа. Да? Како Да. преживуваш? Одлично. проблем? Да? Да, одлично. Најмалку 24 часа, може и 48 часа и така ми е најдобро, бидејќи можам да дишам, да ја употребам мојата диафрагма Да. и да пеам како што треба да пеам. Така е, бидејќи ладно време е тоа, гласот. А ќе јадеме после тоа. После ќе се јадеме сега за празниците програми ќе се направиме. Сега се пости, Да, така да. да завршат постите и Здравје после Боже, после Божик ќе се касни и нешто масничко. О, да име на мрсничко. И сега Сузе вака, пред да те прашам како ќе си, мислам да ја заокружиме вака 24-ти што си посакува за новата 25-та. Јас имам спремена, но Колку си посакувам, не можеш да напишеш толку и не можам да ти кажам видиш толку. оно сам. Што е ова Тркано сега? на среќата. Ако имаш среќа, ќе ти се падне нешто. Ајде да видиме каква ќе биде Што да имам твојата среќа, среќа. ако не сработам, нема среќа. Ама сега ќе видиме. Ајде да видиме што ќе се падне. Јас Ајде не да чекам да се падне, јас велам само Господ Ова како беше ќе каже. најсилното вртење до сега. Како Господ ќе каже, така нека биде. Немој да ми местиш сега. Види го ми мести. Што пиши? Подарок. Ама го намести. Подарок! Ама го Е, како не? намести. Беше преградка, извини. Ама јас ќе те гушнам и подарок ќе ти дам. Може? Ајде да си ја гушнам Ај, ти Сузето. благодарам да си ми жив Види што и ќе ти здрав. подарам. Да Види си што ќе ми ти жив и подарам. здрав. Чекај сега да видиш што ќе ти подарам. Од моите поддржувачи Божиновски добиваш часовник Своч. Благодарам. За Божјот. Јас За среќна нова година. Јас вообичаено не носам часовник, ама еве овој ветувам дека ќе го носам. Поздрав до Андријана. Дали Тоше Проевски недобриот пејач и музичар со кој некого се работувала? Да, Сите тоа го кажуваат, зошто е тоа така? затоа што беше најдобар. Значи, едноставно беше вдахновен, како да кажам. Да. Тоа е некоја дарба, некоја вонсериска дарба имаше. Прво и самиот глас кој што му беше натурален, значи, Да. освен што беше школуван, има некои луѓе кои што природно тоа го поседуваат, не им треба ни школа дури. Јас учев музичко Битола Аха. и прва година кога ојдов, Ама ти си помал. Помал, да. Да. Јас сум 91-ва. Мгм. Кога ојдовме, да речам, прва година ни пуштаа презентација од успешни ученици кои што учеле во музичкото, меѓу кои беше и Тоше Проевски. И во прва година на некој новогодишен концерт тука во училиштето пее, ама пее растурен. Значи уште не дете е тој, тогаш не е оформен во вокалот. Да. И тогаш велате ве гледате како се познава пејач, вели кој ќе биде квалитетен, отворен вокал, Така е. отворено грло и Да. така натаму, Тоше растура вистина. Да. И песните што ден денес ги слушаме еве на некои музички надпревари кои што ги пеат, од Тоше не тешко е да се доловат тие Тешко песни. е, да. Ами не само тоа, и беше како човек беше многу добар. Да. Тоа исто многу има врска. Немав Не беше суетен. Да. Од денешниве музичари некој малку така да постигне слава или нешто и веднаш тука проработува суетата, па не можеш да му кажеш. Кој си ти, кој Да, сум да, јас. да. Он си беше, не знам, тоа време, Природен не знам човек. дали тогаш дека се уште не бевме, како да кажам, задоени вака со интернет. Бевме на вистина многу природни и се дружевме. Немаше завист помеѓу пејачите. Да, така беше. А сега помеѓу И младите за жал тоа го соработувавте, гледам. и знам и со тој направи дует со Каролина Гочева, Да. потоа со Маријан Стојановски Да, имаше дует. Да, ама А, без разлика, значи се ние се соработуваа, дружевме, да. да. Се И на соработ- Каролина имам пеена, јас придружни вокали. Да.
Така што не, многу ја почитувам. Маријан Стојановски каде е голем црепнато не Маријан, знам дека беше директор на опера, така или Не, на директор. на нешто што беше, лажам. Директор. Лажам, луѓе и дезинформации ширам. Ајде. Пееше во хорот. По хорот? Да. Па значи некој мене ми излажал. Јас така имам разбрано дека бил на некоја функција. Не знам. Да не го смешај со Мартин Вучич. Да, Мартин Вучич беше на танец директор. На танец, да. Веројатно Да. тука се има смешано. Брзините вака во контакт сте со овие да речам постари пејачи од Не плејадата. сум го видела одамна Маријам, а со другите вака на социјалните мрежи Да, контактираме. вака излегувате некогаш на кафе со некој, се дружите, да речем Не, приватно? не, Поретко малку не. тие работи се забораја. Па не баш да бидам искрена. Порано повеќе, сега не баш. Ама добро, сега и сега се и фамилиарни фамилијарни сте, луѓе да, сме, и да. деца едно друго, Така е. дечињата колка ви се? 13 и малиот 9 и пол, 10 ке полни уше Музикални малце. се? Па да, малиот е повеќе, свири виолина, големиот исто музикален, свири пијано, меѓутоа го интересира повеќе така општествени некои науки, историја, географија, гледам, не знам, политика, дури нешто така. Мислам светски така некои. Добро, се и тие новите генерации некако поинаку размислуваат Да. од нас, значи ние мораме па да се адаптираме Значи на јас не нивното го време. форсирам што јас само едно им кажувам во животот дека треба да бидат среќни со изборот што ќе го направат. Значи тоа што ќе го изберат ќе им биде до крај на живот. Треба да им биде убаво тоа што ќе го работат. Точно така. Кој беше, да речам, ти дете, твоите родители те форсираа или Не, ти оставија многу слобода? беа либерални. Значи моите татко ми работеше во железара, во фабрика, значи во 3 смени. А мајка ми беше книговодител. Значи тотално не поврзано с Со никаква музика, со да. музика, да. И како те открија дека си музикална? И па, кога бев мала, уште на 5 години, на детско клавирче ми купија, ма мало така, Една како октава, играчка, да, да. октава, децима, значи октава и Десетина терца, ноти, да. да. Да, и така што тука почав да си ги свирам тие први некои песнички, татко ми што ми ги пееше пред спиење и така од практично секој ден пошто свирав. Да. 1, 2, 3. се врти во круг. Живот ко рулеце ризично. Ко на црно црвено само врти во круг. Ти играш, друг ме добива. Сакаш пари, а јас љубов сонува. Каква песна, Ајде, овие промоција, двајца. промоција. Каква песна е оваа? Оди ме, Чекай само Криш. да го сгрешам. Тотален колапс, изгубив компас, спремна на ризик и твоја без борба ти добиваш се. Но сакам за возврат, безусловна љубов и ако сме контраст. Карма што ко бумеранг се враќа, дочини до животна казна, причина за греф и ренесанса. Боли ова дистанца. Се врти во Круг. живот ко рулеце ризично. Ко на црно црвено само врти во круг. Ти играш, друг ме добива. Сакаш пари, а јас љубов сонувам. Се врти во круг, во круг, во круг. Се Ко на ризично, црно црвено, само во круг. Само врти во круг. во круг. И шо вели? Се врти во круг. Ете, браво! Тоа беше песната на Шабацо и на Кики Плиш. Дали ви се Дали ви се допадна бенди во се, да, коментари? пишете во коментарче. Да. Да, иначе пред да влезеш во колата те пофалив дека си многу облечен и сега забележувам дека имаш ние на битолски дзунзурки ги викаме. Дзунзурки имам, да. Не знам дали на сцената се види дека се дзунзурки, белки им се види, дека се прејаки се, лампиончиња. да, дзунзурчиња си носи. Новогодишно. Да. Може ми вака. Опа. Кажете ми за Макфест во тој период. Настапивте со поп песна, така да ја наречам, како да ја наречам, забавна беше. Се Тоа е поп што ни е. Тоа е во духот на Макфест. Да. Ние имавме 10 различни идеи и заедно во комбинација со изборот како беше што беше и за да таа беше и таа варијанта и таа комбинација и таа песна беше највака. Се чувствувате добро во таква музика, во забавна да речем, пошто Тоа ја свиревме вечерва, имаше некоја разлика од тоа што свириме? да ти кажам право, многу не успев да слушнам, овде сум на Тука не. лајв, само се слуша бука вака малку во позадина ми од сите страни луѓе идат, до друга малку супер. Значи јас мислам дека Љубојна докажа дека забавно
е народно е забавно, дека тоа Дека не музиката си е работи музика, да. кога е вистинска музика на сцената. И народното е забавно. Апсолутно. Да, па добра музика за Тоа е народ, истата во секој линија, случај, како да. ќе ја спакуваш? Сакате Како да ќе- ви отпеам понародно истата песна ќе, мислам, не. Ајде да пробаме како беше, потсети ме само. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Леле прејако. Јака ја вртевме на радио, знам се слуша да речам доста таа песна. Едно време имавме снимено едно интервју за тебе, ти многу убаво тогаш ми објасна за ова македонското народно пеење, бидејќи е различно нели од сите постави на вокал и така натаму. Се заинтересирани вака да речам младите да го изучуваат тоа Леле, пеење? многу. Да? Многу. Например, вечерва на сцената, овие три девојки се исто така мои ученички. Слушнав, да, Да. дека некој друг, Затоа што друга јас- боја, тоа го сетим, гледаш? Малку денски професорувам во ДМВ Илија Николовски Луи, има таму една насока за традиционална музика, кај што ја предавам токму тоа, традиционално пење. Но освен тоа, има девојки, верувајте, и возрастни жени, и машки кои што пеат буквално сосема различни стилови на музика и кои сакаат, желни се да научат нешто што е суштинско македонско, што е различно од се она што живееме, затоа што некако дојде време да се потпреме само на едно знаме по свадбите и на заветна. Тоа е жалосно на толку голема, на толку Историја, големо да. богатство. Точно, да, многу песни Има има многу, тука. не само песни, има што да... Тоа е еден цел јазик, од кој Да. што треба да се родат нови нешта. Многу го звучат. Бев на концерт еднаш во Битола има концерт ареа. Нема ми се чини ваков бенд во држава добро кај нас. Одлични се. Mama, take this badge of me. I can't use it anymore. Е, преако е. Кога ја создававте сите мои слики, таа е една препознатлива песна за вас, готово ќе бидеме брзи. Само уште ова. Кога ја создававте таа песна, кога ја слушна, што доживеа ти во тој момент, првиот пат кога ја слушна таа песна, бидејќи верувам. Кога ја слушнав, кога ја снимивме или во моментот Во кога ја моментот создавав? кога ја создававте, како одеше тој процес? Што чувствуваше? Па тоа е Знаевте дека ќе биде многу чуден процес, значи таа е меѓу ретките песни која што настанала онака во еден мах, што се вика, во еден здив. Како ги создавате песни? Ти Вица свири, ти пееш? Да, тој свири ми дава снимка од тоа што го снимил како круг на акорди, да речеме, и јас од тоа добивам некоја инспирација и почнувам мелодиска линија, значи прво создавам, а после на таа создадена мелодиска линија си го накалемувам, нели, текстот си го формирам. И тоа е обично процесот кој што го имаме ние на правење на песни, меѓутоа со таа песна се случи да Ивица го засвири на акустична гитара кругот на акорди и јас во истиот момент пеев и текст кажував. Значи, во истиот момент првата строфа си ја кажав како да добив од некаде некоја инспирација, значи како да некој ми ги шепна тие зборови и таа мелодиска линија и после многу лесно одеше. За неколку дена таа песна беше направена и Вака и кои коментари ги добивте во тие први моменти, оти таа стана хит на ми се чини на сите цела музика во Македонија, нема кој не ја знае таа песна. Да. Кои коментари ги добивавте тогаш ете од продуцентите што снимавте музика, спот кога се правеше? Што ви веле, ова ќе биде хит или некој може Па веќе не, па нас ни се допадна, мене ни Ивица ни се допадна песната, ама немаше некој кој знае од блиските луѓе кои што ја слушна, немаше некој посебни коментари, значи интересна е певлива, ама онака. Таа беше дел од таа песна беше дел од албумот Врати на имагинација. И заедно со сите други песни на тој албум беше снимена, албумот беше издаден, песната доживеа многу голема популарност, многу брзо по промоцијата на албумот, затоа што радијата многу ја вртеа таа песна. Не знам зашто, веројатно на сите тие уредници во радио им се допаднала таа песна повеќе од другите, а ние немавме издвоена песна која што би одела со спот или нешто која што била фаворит да биде хит на албумот. И се сеќавам дека отидовме на одмор
и не се јави, тогаш сработувавме со Авалон продукција и не се јави Бобан Милошевскиот Авалон и ни вика, ајде враќајте се од одмор да организираме концерт. Бе, каков концерт? Бе, овде песнава растула по радио, бе, како? И стварно ние не бевме свесни дека е толкав хит. На првиот концерт кој што го направивме, тоа се покажа дека е така баш. Кажи, широк сока, дали на мојта сагана си повело, тајно сирачи посогаци, скида прозори. Еј, поздрав од австралиите, некој вели, good day mate. Имате во Австралија свирено? Не. Ајде таму сите, што не гледате во Австралија, да ги побарате таму кој организираат, не знам, забави во Австралија. О, ајде, ќе те соберите ме да влезиш. Како е? За Австралија. Арнист, ние ќе прави. Еве, во живо сме, чекај да го видите. In live. Лај. Everybody. Од Австралија. Австралија. Да, значи, Поздрав кажа дека немат свирено во Австралија твоите колеги, јас му велам се на сите што се во Австралија што не гледат да ве побарат на турнеја. Може Деспина се слободно да ве одлични. побарат. Нема да сгрешат, да. Знаеш, ми многу пати не зеле нас. А мене уште одиме. Како? Неколку пати не зедој, ама еве, се уште немаме одено, знаеш. Да. Ностоп на муабет ќе ве земиме ова лето, другото никако да одиме. Значи гледаш, луѓето во Австралија, нашите македонци ве сакат, ве познават. Фала, и ние ги сакаме. Ете, и сакате. Голем поздрав до сите. До австралиите. Сега му е многу лошо, Жешко е таму. Вели, рингајте сите Деспина да ја барате. Еј, што ќе свирите вечерва? Па не знаеме уште. Уште не знаеме, уште не сме. Стака лаба во рандом си одите. Стандард. Па, пошто изсвирија пола свадба дечките пред нас, може да смениме нешто забавно, пошто Пона забавно, да. данас го разиграј уште не дојден тука. Мана едно пајдушко, мана едно ситно и... Играше? Да, сали на крајот како го изигра. изигравме и се покршивме. О, супер, јас не можев да играм, пошто еве во живо сум тркало да се вртевме едно друго, не ми дојде до играње. И подобро што не можеше искрено. Ви се бендисва Игор Димовски. Одличен е дечкото, супер. Супер. Да, интересно, гледаш, ама полно вечерва имате доста публика. Се не знам дали за вас или за Игор Димовски дојде толку Па луѓе. нешто ги прашат. Јас мислам дека е за нив. Ај ќе видиме се. Јас мислам дека може и па и за вас, пошто ве сака Вито да гледаш. Можно. Годините уназад се покажало дека сме немале промаш на зимската приказна кога и да свириме, навистина има голем број на публика што доаѓа, што не следи, што не прати, така да од срце едно благодарам во името на целата група. Како што можеш да забележиш, ние миксаме свадбарска песна Со електроника. Да, Со рап. Со R&B, со Сав Доктор раце Дре. горе ја свиреше Игор. И после тоа што имала Късмет Стамена. Точно. И сето тоа можеме да ја, како да кажам, низ тие познати светски хитови, да ја вратиме и македонската музика во... Да. Ама сака публика, да гледаш и на македонска музика реагира, онака, значи луѓето сакаат. Ние сме македонци на крајот, не сме ние нити германци, нити англичани, да сега да глумиме дека не ја сакаме македонската музика. За бакшиш да прашам, ми велат. Што да прашам за бакшиш? Дали добива бакшиш? Вака ќе го прашам. Колку најмалку си добил бакшиш? Најмалку? Да. 0. Те оставили без бакшиш? Се дешавало и тоа. Сме свиреле и за без пари, и по улици сме свиреле, и сме зимали и многу бакшиш. Да, некој велат дека си скапчија. Абе, скапчија. Си го ценам трудот, знаеш, сега. Така, ама не иди сам, значи ти иди со цела екипа. Јас идам со цела екипа, да. Колку сте во екипата? Некогаш 5, некогаш 6, зависи од настанот, зависи од големината на настанот. Да. Значи така си ја адаптираш да речеме екипата. Така ја адаптираме. Another brick in the wall или цигле од зида треба да ја преправиш. Како ти да твоја идеја вистина? Да ги да споиш да речеме, еве се Сав првен почна со како се викаше таа песна амерички рап беше пам 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 во Емол шо е. Во Амол е она Доктор Дре. Со пијаното, така? Во Амол така да. Со Види, секстакорд што почнува. Со секстакорд да, на Амол секстакорд. Амол, па Емол, после тан. Сега да ме прашаш како сум ги правил спојките, не знам да ти кажам. Да. Тоа се у момент е дојдено така. Еве читам.
Александар Софрониевич, така е? Софрониевич, да. Најбољи у Србија, од Србија не гледат. Вистина е најдобар во Србија? Па еден од најдобрите. Не дека нема други добри, ама Ацо е еден од исто Да, се знаете лично? Се знаеме лично. И каков е како човек? Многу природен, многу фин. Дури бевме на еден негов настан. Многу ме испоштува Игор, пауза за ракија, где си, ајде да пиеме, да се видиме. Многу види. Знаеш како најголемите звезди се најприродни во суштина. Со камерата се правев, значи и возев и точак во исто време и снимав, и трчав и снимав, и пливав и снимав, и со падобран во авион се, и дури и скијав и снимав. Значи бев единствен со камера тешка, мислам од тие големите што беа старите, што ја извозив цела патека велеслаломската од Копанки со се камера. Знам, јас сум сведок, со Јовчи бевме еден период колеги. И кој ќе одевме на настан, Јовче со точак идеше и на точако камерата имаше клар и почнуваше од на точак да снима. Точак, камера, да. и си возам. Кој ќе беше посебно любително на точак возеше и со камерата снимаш. Што беше на ситуација со падобранот, сега го спомна, скокаше со падобран? Јас имам и скокано со падобран, имам и снимано во авион, возел Си и пилот, авион. така? Да, бившиот бивш пилот на ученик на пилот, средно заврши во Мостар, после на академија во Задар и кога почна војната се врати во Македонија. Бивш пилот на ЈНА, али сепак после сум и со авион сум снимал, дури сме возеле, мислам по пожари, по разни ситуации за снимки за битола со авион. Овде некој вели како беше оно, остае камерата. Осте камерата викни полиција. Да, така тоа беше. беше најнепријатната случка што ми се случи во животот, ама останува во сеќавање и секогаш е како пример за нешто што сме победиле, што сме добиле, кај што сме биле во право, мислам, како луѓе, како телевизија, како спортски, мислам, како новинари, како камермани. Така, тебе ти беше работа да снимаш, Да, во тој момент ти беше на работна позиција, да. Тогаш почна ме нападна, ме извлекоа камерата, ме влечеа мене. Знам дека и повреди имаше нешто. Да, да. Се тужевме после толку и толку години, важно испана дека ги добивме тие и човекови, и права, Секакви и права, да. работнички права за тие што ги снимав. И еден убав епилог, ама во мене остана многу траги, остави тоа многу траги, не убаво. Уште имаш траума? Да, да, мислам она што заради тие сите враќања на ситуации, зошто не постапив поинаку или како би постапил сега, ама тогаш постапив најправилно. Така да остана она во цела гужва да ја уклучам камерата и да викам остаја камерата, викни полиција. Вели Чупето со пренајубав глас и многу ми е мило што успеа да оди на Вомекс. Поздрав, ајде кажи што ето со Вомекс. О, фала, дечки. Вомекс е најголемото експо на светот за светска традиционална музика. И ова година ја имав таа чест и задоволство да бидам на сцената во Манчестер. Со поќе труд и мака, ама на крај излезе така како што треба. И сум многу искрено, многу среќна и задоволна нека се случи на крај, пошто тоа ми беше едно од тие места така што сакав да застанам во мојата кариера и го сонував уште од кога почна Зарина. Тоа го почна како проект, ама ти дојде веќе бренд на тебе, така? Така е знам. Кој? Зарина прва севда. Не го почна како проект, како албум со песни такви некој или си го почна како веќе да си... Не, издадов албум со, мислам како Зарина, издадов албум. Да. Иначе, ко излезе Зарина, јас работев овде на Широк сокок во еден дуќан, како менаџер за продажба и не икев да ме поврзват луѓето со... Менаџер за продажба, туку да бидиш музичар, пошто ти си од музичка фамилија. Никој пат не се знае ни еден занает, не е, мислам, на фајда е секој занает, така да и тоа си го имам така како е. занает. Така е. Ова ми е друг. Јас секој вечер некој влакненца од уста си вадам, ама на крај испаѓа изгледа дека од овие микрофоните се. Не, па него, она не е то за јадење. уста. Виска рама. -3 вела дека на поздрав до Зрпевци од Шурбевци. Ве поздравуваме и ние. Од Шурбевци. кој шурбе е овој сега? Поќе шурби има. Фидан.
Од Други се. Фичо, поздрав, Мастер Фичо! автоперална. Море, аман. Редовен гледач ми е секој Вистина? вечер и вчера дури чајче во термос ми донесе. Алав да ти е. Фала ти Фидан, што не гледа секој вечер. Како и да е името за Рина Вели Евгенија, имињата, како и да ги кажеш, убаво звучи, иако не знаев дека оригинал се вика Евгенија. Гледаш, откривме нешто за тебе денес. Да, еве, Еурека. Да, пошто јас те колку години се познаваме, мали бевме кога се знаевме да речам. Едно 20-тина може Може да знаеме. 20-тина се знаеме. Леле, стварно. Како ти оди да речам сега вака процедурата на музички план со бенси, не си, како си, зошто си, што се случва, работи, снимаш, концерти, настапи. Си реков дека сега кога ќе одмарам нема ништо да правам поврзано со Зарина. И не можеш, така? Да, Мора, те тези до вјуго и пак да, мораш. и сега па имам бенд, да, имам бенд веќе колку 4 години. Според мене то се најдобрите музичари на Балканот за традиционална музика. Да. Се поради склоп на околности некои од членовите одат, некои си одат, мислам заради тоа што си заминуваат од државата претежно. Инаку генерално во целиот бенд долги, мислам тие 3-4 години откако работиме си е да речеме една база. Се менуваат од време на време. Ќе се смени бубњар, ќе се смени така да тие се гитара. ти технички работи. Да. Ама во секој случај музиката што ја создавате е пријатна и се слуша и бидејќи е македонска, знам дека многу луѓе сакат да ја слушат. Колку е тешко да се изведува таква музика, ти не е целта само да е испешна или песната дека таа е песна и дека сега треба да станам пред микрофон и да пеам, туку треба едноставно да се соживеј со нешто, да се приказна да што било. А знаеме дека како народ, како македонци сме биле напатени во историјата. Па како пејач вака колку е тешко да се пеат такви некош, ти дате емоции, ти се плачи дур пееш и така Да, па натаму. не пеам јас песни што не ги доживувам никогаш. И тоа е нешто за кое што стрикно се држам. Нема да пеам сега, пошто народот сака некоја песна. Не, јас што ги сакам песни, тие што ме почитуваат и што ме сакат, ќе дојдат да ги слушат тие песни. Затоа што јас така ценам и секој артист има еден таков дел. Што се однесува до тешко и лесно, искрено не знам, јас не сум музичар кој се школувал во школа, па сега ќе седнам нотите, треба да ги Да, не во вежбам. смисла на технички, но емотивно поќе сакам да те прашам. во таа Емотивност смисла. ние, види, традиционалната музика на Балканот генерално е водена од прилично силни емоции и претежно тажни. А од друга страна, пак тие што се убавите и лесните емоции се поврзани со многу убави љубови. И имаме доста лирика во традиционалната музика. И јас го пеам со леснотија бидејќи сум многу сензитивен човек, многу емотивен. И си го правам тоа што ми иде на душата во моментот. Еве ги се берат полека чорканче. Ајде дечки. Пикајте се учени сте вие на вакви екзибиции. Јас ова седиште моето толку оди напред. Абе се не е финтата во Мерцедес. Ајде Крчо. Ајде нема гајле. Ајде. Се надевам и ќе се гледаме. Шо? Чекај, пробаме, не оди. Југо, ајде малце пошироко е. Снимај све. Еве, овде сме. Оти не поседите овде. Шо? Слушнете се видиме. Ке се видите. Чекај да видиме вака некако да се поставиме со бубиците горе. Све снимај. Во живо сме. 3, 4. Ајде. Битола, мој роден крај, јас те сакам, за тебе пеам. Битола, леле шума си, кај да одам, кај да скитам, вечно моја си. Битола, леле шума си, кај да одам, кај да скитам, вечно моја си. Еј, како
Растур направивте, дечки, растур направивте овде вечер, ва? Јако беше, брат. Имаше, очекувавте ваква забава? Ете, не тресат! Това. О, имаме овде чајче си пијат малце, чајче ова. Чајче и ние чајче. Чајче, да, не е ова. Сега леко да побарам. Колку време немате свирено вака во Битола? 8 години. 8 години. 2017. После толку години. Пајнца фест мислам. Да, Пајнца фест, знам, памтам бев тогаш снимав нешто таму. Ние муабето години онака свирите и никогаш не се сменивте, не се растуривте. И ако има паузи вака по 10-8 години. Сега има паузи нормално, така, тоа е нормална работа во животот, кој на работа, кој во кој пензионери, кој кала брат поваму. Прашват зошто. Овде имаме коментари од гледачите, пишат цело време и се прашват зошто ве викале чоканче, пошто чоканче како не за ракија пиење, така? Ами, нека се на 3 пати нека поводи оти не вика чоканче. Не мора да појде, на 3 пати нека поводи. На времето кој ќе одев немаше тогаш кафици такви работи, имаше диска. Едно, две и натре немавме нормално пари за пијачка. И са најефтини беа тие чоканчината. Комовче, мастиче, ово, оно. Ки пикневме овде или на женските што ми беа другарчине, ќе му ги дајав нека ги пикнеа таму кај што не сме да ги гибат, разбираш, и овој навраташе, немој да пробам. И ќе купев едно пиво за ладење, толку пари имавме, разбираш. Да. И стега од чоканчината. И сега ако требаше да му дајм име на групата, со Скоче учевме заедно техничко, во старото техничко, и на часо по електроника од Нино. Квалитетно, а? И правиме муавет, како да му дајме име, требаше да му дајме име на групата. И Комовче, Мастиче, Каваларче, Смедеревче, сите беа чоканчина, разбираш? Нема никако не бе дисваше тој ми, на крајот што е заедничко за сите. Чоканче, тоа ги спојува. Да, на китарата Виктор Жабата. Такви коментари. Имаме заборавено, Треба да ја направи, читај ја, брат. И така да ја пееш, Виктор. Имаше негде на некој настан ја манав и ме гледаја збунети луѓето уште тоаш кога беше славна да речам песната. Да. И ме Како гледаја седи кога не збунети пише. си викам, остај, немавам покјоти. Шо е тоа? Топло чоколадо, Се значи пие или не се пие? се пие, се јади, дечките се овде кај куќарките. Браво, дечки, шо прави? Не ми текнува како се викат, ако пробам да ги најдам на Инстаграм, ќе ви кажам да ги заследите, ама ако сте тука, дојдете, кај што има топло чоколадо. Ај што да заследат, нека дојдат, нека излезат од дома, Ете, малку така. сете по телефони, по компјутери, излезете, но јас па во лаптопо се гледам да ме контролам, да гледам. Ако. Ама гледај сите те терат се на која песна да испееш. Да, која песна? Па не знам, еве вели од кад сам се родио, пример. Е, на јака женска гледам таму. Кој гледа? И родете овде што ме познато, чегај малце. Ајде. Леле, кој гледа? Стримаме, бате, во живо. Во живо сме. Ако, не. Ајде, Аласи. Како е брат му на Виктор? Ова е раката на брат. Сната на Виктор, жената на Виктор. Цела фамилија. Во живо сме, лајф. Стримаме. Ејте го на лајф е. Ете на лајф сме. Честитки за свадбата. Мими прв ми пиша. Фати Мајата. Прв ти пиша. Мими прв ми пиша дека море шумо свадбата. Некој е Марија да Уште таму кове. Еј, прејако, живи се прејако што ја направивте онака свадбата, лол да вие. Браво, браво. Па американка сум, што Па да. мора така. Ги фалам, еве, значи брат му на Виктор правеше свадба. Мими, give me a shout out. Сакаш да те видат? Да. На лајф. Ајде да видат тете. Ајде. Ете, Ме бесла. жената на брат ми. Жената на брат му на Брат ми е Виктор. таму негде. Кажи му како се викаш. My name is Christina and I'm living my best life. И од Америка дојде во Македонија да живееш. Така бе. И научи македонски. Така брат, така. As you can see, мешам како македонка и американка. Дали ти е убо тука во Македонија? Искрено? Ја погоди темата It's сега. censored. А ќе го земиш ти во Америка? Ако сака да дојди, ако не, ќе мора нов да барам. Што да речам? О, ти нов. Размисли убо, размисли. Се шалам, тоа е шала. Одлично. Супер ми беше свадбата, уште еднаш честитки, се крштевка на која е така поуникатна. Фала да си здрав и жив и среќен и мојкен и all those other things that you guys say. И срекна нова. Ciao guys. Женче, Living the поздрав. best lives. Make Да ме America поварам great после. again. America will never be great.
Имаш изјавено ти дека пошто живееш покрај езеро се чувствуваш како риба, а сега Да. си во југото, како се чувствуваш? Како да се чувствувам во југозападно. Како Тито си рекол ќе речеш. Како Тито. Во југо. Таа изјава беше на Евровизија 2010-та, така? Да. Кога ти рекоа, ти рече I live by the lake and I feel like a fish. Па, да. И таа излезе толку вирална, тогаш. Излезе вирална, а вистина пред тоа разбрав дека Осло е град на рибата уствари. Не знам. Ете, не сум Јавноста знаел. не Да, знае. јас не сум знаел. Град на рибата и така да се вклопи тоа, ама мене ми го задоја за Здраво за готово, вакансија. да, и тука во Ако Македонија се нема да направи, ама добро, па тоа е од една страна добар маркетинг, знаеш, ти цела Мене Македонија. не ми сметаше искрено ти кажам. Ама добро, знаеш како ти си забавен човек, музичар си пред се, значи не може да си во некоја рамка, луѓето кои што се музичари се отворени, open minded се. Така. Има Далгиен Зерано прашват овде во коментар. Има далги. На лето има поќе далги, на зима север дуват и нема далги. Да речем, кои периоди од животот така ти беа најинтересни? Пошто детството, средно... Искрено средно. Средно ми беше најинтересниот дел. Онака се случи тогаш. во глобала бев мирно лејте, не правев глупости, дојде периодот на расцветвање и тогаш си расцветав соба заедно со И сите. Пеце, мислам дека единствениот од моите другари што го памти моето прво југо. Го памти Да. што едно бело 45-ка. 45-ка, а исто ми беше голем фан и на Фичо. И на Фичо, да, застава Фичо и југо. Го памтиш и Фичото на Да, деда ми? да, Ете, бело. да, бело Фичо, Бело да. Фичо. Дали се сеќаваш, којдовме во Веро Джамбо тука и кој ни заглави лифтот меѓу Тоа беше овде да на Широксо. на Широксо како беше нема струја во тој момент. И нас заглавивме И во ни лифтот. заглавивме меѓу зидо, некаде 45 минути. И не паничевме, туку што правевме, пеевме. Пеевме. Да, си пеевме во лифтот многу. А бев акустика, мајнени, бе. ако се сеќаваш да го купиме то Фичото бело што беше. Да, за Фичо го купивме, не знам што се случи. Го купивме и заглавивме во лифтот, пошто ни беше мака пецка да излезиме, ајде ме во лифтот ќе Да, одиме. тоа вистина нас прате, примерни, ајде во лифтот и останавме Нов му внатре. беше тогаш, сакавме пробаме. Ајде да брат нешто на лапонски, кажи ми. Ja no händer da vänder ju moderne gare med dobe bitola ti bale li sonda hare. Hindi vadi sin da hare di bides. To беше да во превод сите ве чекаме во година да дојдете да се забавувате убро Македонија да домра се кајва со година. Нема да ве напуштам. Имавте побарување, дојдов, така да срекне нова година на сите ако не се видиме. Само си ти месечина од ова небо што ме покрива. Само ти и никој друг не ме прати во далечина. За еден здив, за еден сон, за мене малку е потребно. Плачеме во себе, а јас не можам без тебе. Браво, Белексеј. Многу му ми испле таа песна. Јас пред да испеш таа песна те немав слушнато како пеш. Да, јас со неа добив да одам на концерт на Калјопи. Ете така, да. Српска, браво, Ела. Одлично, да, многу вам глас имаш, вистина. Има дури од Америка што не гледаат. Еве, да, поздрав до сите. Филип од Колумбус, Охајо, Америка. Од Поздрав сегде. до Охајо. Секаде не гледаат. Браво, дечки. Да, ги е силата кој ќе полетува. Чекај да видиме, уште еднаш го имам истиот коментар. Вели заветна да испеш, next time ја пее Летаја. Дојдете, next time ќе ви ја пеат заветна. Ја знаеш ти заветна? Не знам. Ја знаеш? Да. Ајде. Да ја пееме. Ајде. Почнувај ти, јас ќе те пратам. Негде ќе те премолчат, негде ќе те сокрија, гроб со гроба ќе покрија. Тарарарам пам. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Тарарарам пам. Векови пеколни, заедно ке минеме, древно земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Браво, бредете! Најдобрата случка за битова беше баш кога идевме на аудиција за Сидо фестивалот. Мајка ми не возеше во Пегличка, не во Југо.
И на Плетвар ојдевме на аудиција и застана точно на Плетвар. Скува петничкава. Не се ладеја многу. Викна такси. Да, тогаш Плетвар беше повисок. Викна такси, не прати сами по такси во Битола на аудиција. Она остана да направи колата во Прилеп. И ние дојавме со Мартин сами на аудиција, деца, не знам колку години имавме, многу мали бевме. Да, и дојдовме да пееме на аудиција и пеевме една песна, не знам дали ти текна нешто беше ако ме мама зема, дали тато тебе ке те нема, многу беше убава песната. Не можам да се сетам. И затоа што ние потекнуваме од разведени родители, пееме и плачеме човек. И мислам дека им оставивме впечаток на жириво и не пушти. Кога дојде мајка ми после тоа, викаме, не примја. Така да тоа ни остану секајан дека на многу мали години сами сме отишле со такси, сами на аудиција сме се појавили, поминавме во Сидо фестивалот. Градоначалниче, за крај еве вака овој блок со вас. Како ќе си што ќе си посакате еве за нова година? И што сте најзадоволни она што го постигнавте во оваа измината година, 2024? Па прво на сите би сакал да им посакам добро здравје, среќа во животот, да се радуваат на животот, да се радуваат на малите нешта. На младите со кои имам редовни средби, секојдневни средби им кажувам, не е луѓе се во парите. Има и други вредности во животот. Она што сум сега со тебе. Спонтано, нити бевме договорени, се најдовме тука на платото пред офицерски. Граначалник, доаѓаш, ќе снимаме, доаѓам, зашто не доаѓам. Да се радуваат на ситните, на малите работи, да другаруваат, да се сакаат, да се почитуваат меѓу себе. Нека ја остават големите политики за некои други времења или за други луѓе. Ние овде локално да се почитуваме, да си подадеме рака еден со друг, да направиме нешто за нашиот град. Претпоставам и други не гледаат. Меѓутоа, видите, Битола има таков потенцијал и жалам што некогаш ние самите не сме свесни за тоа. Потребно е да дојдат дипломати и странци кои често доаѓаат и ни кажуваат кој е потенцијалот на Битола, ние не знаеме. Значи, од историјата, од културата. Битола е подвижна сцена, како да ви кажам. Не треба Битола да ја украсувате за нова година, таа е украс сама по себе.